Стравувањата дека гласачките ливчиња на локалните избори ќе бидат долги, речиси 1 метар, не се остварија. На 1 септември на полнок заврши рокот за собирање подписи за независни кандидатури, а бројките се сепак во нормала и не се доволни за да создадат хаос на изборниот ден. Во Државната изборна комисија се пријавени 69 независни кандидати за градоначалници во 37 општини во градот Скопје, како и 68 независни советнички листи во 34 општини. Во главниот град се кандидирале 5 независни кандидати и ако на нив се додадат 6 предложени од политичките партии, вкупната бројка досега изнесува 11. Но рокот за доставување на кандидатури од партиите трае до 13 септември, така што оваа бројка може да порасне. Најмногу независни кандидати во Македонија има во Прилеп 7. Ако се додадат и кандидатите на партиите, таму на ливчето би можело да има дури 15 имиња. По 5 кои собрале подписи ќе се борат и во Струга и Демир Хисар, а за советничките листи најголем интерес има во Македонски Брод, Кавадарци и Охрид, каде по 4-5 независни листи ќе се надпреваруваат за советничките места. Во други 30 на општини ќе има и по 1 или 2 независни кандидати. Од ДИК велат дека бројката на кандидати за градоначалници е помала во однос на минатите избори и не очекуваат дополнителни технички и организацијски потешкоти во изборниот процес. Бројката на кандидати за градоначалници е помала во однос на минатите локални избори и Државната изборна комисија може да гарантира дека гласачките ливчиња ќе бидат прегледни и разбирливи за граѓаните. Иако само 2 подписи беа доволни за да се пријави кандидатура, дел од независните собираат и поширока поддршка за формирање на политички партии. Од платформата на независните составена од Шанса за Центар, Зелените за Гази Баба и групацијата 389, велат дека досега имаат собрано околу 800 подписи, а им се потребни уште 200 за формирање на политичка партија. Но за да не го пропуштат рокот во случај да не успеат да ги соберат доволниот број подписи, веќе ги доставија кандидатурите како независни кандидати за што им беа потребни само 2 подписи за еден кандидат. И ние тој 1 септември моравме да го спочитуваме, бидејќи судот има 2 недели за регистрација на политичка партија. За да не го испуштиме тој рок, ние си ги поднесевме листите како независни, ама секако ќе си поднесеме и за регистрација на партија во моментот кога ќе дојдеме до 1000 подписи, кога ќе спремиме целокупната документација за тоа. И од Зелен Хуман град најавија дека ќе предложат своја кандидатка за град Скопје, но таа неколку часа пред да биде објавено нејзиното име се повлече, наводно поради здравствени причини. И независните и партиските кандидати за градоначалници и за советници мораат до 13 септември полнок да поднесат комплетни листи со целата документација до општинските изборни комисии. Само тогаш ќе добијат официјална потврда за учество на изборите. На 11 септември завршува увидот во избирачкиот список, а 2 дена подоцна ќе се знае конечниот список на кандидати.